Драги другарчиња, добродојдовте во мојот простор за вежбање и одмарање. Моето име е Ивана. Ама дали некогаш се чувствувате како да имате премногу обврски и не можете ниту да вежбате, ниту да одмарате? Треба да се раскрене собата, чиниите да ги тргнеме после јадење, куќето ме чека да го прошетам, а и другарчињата сакам да ги видам. И првото нешто што се случува кога ми е телото под таков стрес, кога чувствувам толку многу емоции и обврски, заборавам да дишам. И затоа сега сакам да се подсетиме тука. Како дишеме длабоко. Ке ga ставиме раката на стомаче и на срце и ке вдишеме и носта ке издишеме. Веќе сме умекнати, ке вдишеме уште 2-3 пати така. Ке издишеме. И сега, драги дечиња, ќе го наполниме целото тело како балонче и ќе броиме. Ќе вдишуваме 1, 2, 3, 4 и ќе издишуваме 2, 3, 4. Ќе вдишеме 2, 3, 4 и ќе издишеме 2, 3, 4. Веќе ми е малку полесно. За да се спремиме, да извежбаме, за да најдеме сила да се сносиме со сите обврски, ќе ве поканам да ги размрдаме зглобовите на рацете, убави кругчиња да направиме со нив. Во едната насока, па во другата и да приметиме дали дишеме, дали сме заборавиле да дишеме. Вдишуваме и издишуваме. Нозете ќе ги стресеме едното стапало, другото стапало и веќе не се чувствуваме како да одиме на јаже помеѓу две високи згради. Туку ќе најдеме сила и стабилност една во ноџето да ја кренеме едното стапалце само малку, па ќе го спуштиме, па ќе се свртиме на другата страна, па во задното стапалце ќе го кренеме и ќе го спуштиме. За да имаме сега една сила, сме научиле дека нешто можеме повеќе. И ќе вдишеме, ќе издишеме и кога ќе вдишеме таа задно ноќе ќе го кренеме и можеби ќе летнеме. За да го спуштиме долу. Да пробаме на другата страна. Можеби немаме толку сила на другата страна. Дај да пробаме, дечиња. Ќе вдишеме и можеби ќе паднеме долу. Ама, секогаш со насмевка, ќе се кренеме горе, за да продолжиме повторно. Ќе пробаме пак вежбата. Целата ноќе, јако цврсто, задното, ќе летне, ќе најдеме леснотија за сите наши обврски. Па ќе смениме страната, ќе летнеме, ќе најдеме леснотија за сите наши обврски. Ќе смениме уште еднаш да повториме оваа вежба и како и да и не испадне, да се радуваме што можеме. Вдишуваме, издишуваме, па на другата страна вдишуваме и издишуваме. Пак ќе се најдеме стабилни тука, за да знаеме да се сносиме со сите наши обврски. Цврсти тупаници можеме да направиме и со насмевка да вдишаме и да издишаме да чучнеме. Вдиши, издиши, вдиши, долу издиши. И уште неколку пати вдиши горе, издиши долу. Ќе вдишаме горе, долу ќе издишаме. И последен пат со цела сила горе вдишуваме. И ќе издишеме, ќе чучнеме и веќе се ни е полесно. Кога ќе застанеме цврсти, ќе ги провериме рамениците, дали сме уште стегнати, дали сме уште под стрес. Ќе си дадеме убави кругови. Со рамениците ќе свртиме во една насока наназад да се отвориме и нанапред. И кога ќе ги спуштиме на крај, целата глава ќе ни биде полесна. Ќе спуштиме и неза со рачињата.
Малко ќе си натежнеме. И тука сакам да вдишеме и ќе броиме 1, 2 и ќе издишуваме дупло подолго. 1, 2, 3, 4. И да го пробаме тоа со вртење на вратчето. Ќе го вртиме на едната страна. 1, 2, дишуваме. И 1, 2, 3, 4, издишуваме на другата страна. Ќе вдишуваме. 1, 2 и ќе издишуваме. 1, 2, 3, 4. И кога ќе вдишаме на средина, нашето лице ќе биде омекнато, лесно. Провери си го со дланките, дали е тоа така. Провери, измасирај го челото, измасирај ги обравчињата. И за последно, веќе кога знаеме дека треба да дишеме, за да сносиме секоја обврска, ќе ја ставиме повторно. Едното раче на стомачето, другото раче на срцето и ќе вдишеме и ќе издишеме. И ќе си броиме во себе. Еден, два, три, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Издишуваме. 2, 3, 4. Кога ќе ги отвориме очите, ги опуштиме дланките покрај тело, рамениците омекнати и ќе чучнеме убаво во земјата, да ја земеме таа енергија од земјата, да ја кренеме во нас, да ја однесеме во лицето. Тука ќе вдишеме и ќе издишеме. Приметете дали се гужва челото или има насмевка, дали имаме леснотија, каде ја наоѓаме. Дали можеме сега со сите обврски да се справиме, времето да си го организираме, просторот да си го средиме и со другарчињата да се дружиме. Јас мислам дека сега можете, јас мислам дека сега научивте нешто ново. Се надевам дека е така, драги другарчиња. А сега мене ме чека моето куче да одам да го прошетам. Па се гледаме следниот пат, другарчиња. Чао!